почитуван председател на Македонското собрание, господин Африм Гаши, почитувана министерка за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, Ваша екселенцијо, амбасадор на Швајцарската конфедерација, господин Кристофер Зомер, господин Пек, почитуван Виктор, представници на образовните институции, парламентарниот институт, медиумската заедница и граѓанскиот сектор, почитувани колеги пратенички и пратеници. Денешниот настан представува значаен исчекор во развојот на современото граѓанско образование и во јакнењето на медиумската писменост како суштинска компетенција на 21. век. Како председателка на Комисијата за образование, наука и спорт во Собранието, но и како универзитетска професорка, дозволете ми да истакнам дека промоцијата на курикулумот за истражувачко новинарство во рамките на предметот граѓанско образование е повеќе од наставна иновација, тоа е вложување во демократската зрелост на нашето општество. Во време на засилена дигитална комуникација, брза размена на информации и чести предизвици со дезинформациите, медиумската писменост станува фундаментална, образовна, но и граѓанска потреба. Таа не представува само способност за препознавање на точната информација, туку и компетенција за критичко размислување, аналитичко расудување и одговорно учество во јавниот дискурс. Оттаму, воведувањето на истражувачки пристап во рамките на граѓанското образование, значи поттикнување на учениците да размислуваат аргументирано, да поставуваат прашања, да проверуваат извори и да ја разбираат улогата на медиумите во демократското општество. Сметам дека особено е значајна синергијата меѓу формалното и неформалното образование, што ја промовира токму овој курикулум. Училницата повеќе не може да биде изолирана средина на теоретско знаење. Таа мора да се отвори кон практичните искуства, теренската работа и реалните општествени контексти. А истражувачкото новинарство како методолошки пристап го овозможува токму тоа, поврзување на наставните содржини со реалниот свет, со локалната заедница и со институциите. Преку ваквите активности, учениците не се само пасивни приматели на учењето, туку и активни учесници во неговото создавање. Во таа насока, ја поздравувам определбата на овој курикулум да се реализира преку пилот пристап. Пилотирањето не е само техничка фаза, туку тоа е и суштински механизам за унапредување на образовните политики. Тоа возможува тестирање на концептите во реални услови, идентификување на предизвиците и нивно системско надменување врз основа на докази и искуство. Како законодавна власт, ние силно го поддржуваме ваквиот пристап, бидејќи тој создава политики засновани на реална примена и мерливи резултати. Собранието преку својата едукативна улога има обврска да биде активен партнер во процесот на градење демократска и медиумски писмена младина. Парламентарниот институт и Оделението за едукација и комуникација веќе спроведуваат значајни активности насочени кон младите, наставниците и пошироката јавност со цел подобро разбирање на парламентарната демократија, институционалните процеси и улогата на граѓаните. Овие активности се природно продолжение на она што денес го промовираме, образовен модел која поврзува теоријата со институционалната и општествената практика. Како универзитетски професор, верувам дека критичкото мислење и медиумската писменост не се само наставни цели, туку темели на академската и демократската култура. Од тие причини, убедена сум дека ваквите иницијативи заслужуваат институционална поддршка, континуитет и системско проширување. Дозволете ми да заклучам. Инвестирањето во медиумската писменост и истражувачкиот дух кај младите значи инвестирање во одговорни, информирани и активни граѓани. А токму таквите граѓани се основа на секоја стабилна демократија и напредно општество. Ви благодарам.